Почитувани, добар ден. Се почесто граѓаните се жалат и пријавуваат гласна музика од кафеаните, кафиките и ноќните барови. Закон за прекршоци против јавен ред и мир ги штити граѓаните од штетна бучава. Тој звучно загадување и сите имаат право на мирен и достоинствен живот. Но во лето со поставување на летните тераси оваа појава станува неподнослива. Гласната музика заедно со пречекореното работно време ги остава жителите ненаспани. Не помагаат ниту опомените, ниту казните кои достигнуваат и до 5000 евра. Музиката и понатаму гласна. Оно што денес ве прашуваме, треба ли да се затвораат угостителските објекти што не го почитуваат законот? Имаме и прашање плюс него, можете да го одговорите ако секако не заследите на Инстаграм. А на Инстаграм стори ве прашуваме дали ви смета гласна музика од кафеаните, кафулињата и ноќните барови. Имате две опции за одговор, да, не кликнете на вашиот одговор во проценти, ќе ги соопштиме, се разбира, резултатите по рекламите. Но до рекламите секако активно ќе ја водиме, верувам, оваа дискусија со вас. Секако дискусијата можете да ја пренесете и на социјалните медиуми, затоа е доволно да не заследите на Facebook. Профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно Црвена линија ги објавува темите за кои што говориме со вас. Верувам дека со оваа тема ќе се приклучат, односно ќе се вклучат во дискусијата и оние кои што досега немале навика да се вуваат во контактни емисии. Верувам дека навистина ќе бидете заинтригирани и ќе го пренесете вашето лично и мислење и став, но воедно и состојба со оглед на тоа што можете да кажете од регионот, градот од каде што се вувате, општината, каква е состојбата во однос на бучавата навечер, гласната музика, работата на баровите, кафулињата, можеби и дискотеките. Сушност, треба ли според вас, еве и дополнително прашање, доколку не се почитува законот, да се затвараат угостителските објекти што не го почитуваат истиот? На 023070005 верувам дека го имаме и првиот учесник во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до екипата и до вас. Дали се вувате од главниот град или можеби од некој од градовите на земјава? Како? Од каде ни се вувате? Од каде се е? Не ме слушам добро, но продолжете. Вака. Ме слушате сега? Да, добре, продолжете. Овие кафичи, дискотеки и што се работи во нив, па ако се погледне и внатре што се работи, тоа е друга работа. Него мене ме интересира кога во објекти кај што се банки, социјални за работа, па кафичи, па касина, и на тоа да не се обраќа внимание. Само обраќаме внимание на кафичите кои пуштат гласна музика, а не им сметат во банката, делена на касино и... Дали има голема бучава во банките и во казината? Има, секаде бучава. Бучава има и на улица, еве сега бучиме и ние како трактори, стално, а работа не ни наоѓаат и затоа ќе бучат и ќе влечаат пари, ќе цицаат без пари и ќе уживаат. Тоа е нивната намера и додека можат ќе работат така и ќе се смејат едни на други и ќе се ние уништуваме. А така нема да продолжи многу време. Зошто го велам тоа? Времето ќе донесе еден помор голем во Македонија. Тоа нека го запомни секој. Помор ќе дојде во Македонија. Ќе се чудите од каде и што и ќе не знаете кој ве убива. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Секако ќе се заблагодариме за тоа што бевте првиот гледаец со кој што го почнуваме ова издание на Црвена линија, активно со учество на сите вас, почитувани мои, но и ќе предочам секако, колку и да сте гневни, се разбира, револтирани, да се држиме до етиката на Црвена линија, тоа е да не се употребуваат навредливи зборови, говор на омраза и секако не говор кој што алудира на насилство.
Да се вратиме на темата. Еве, пред се ќе побараме од вас секако директно да ни посочите дали од местото од каде што се јавувате, се разбира во таа населба, град, општина се соочувате со преголема бучава, гласна музика и според вас, еве, дали треба да се затвараат угостителските објекти кои што не го почитуваат законот? Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, повелете. Гласна музика до 10 сатот да има, после тоа да се укини, да се приберат негде кај што не се слуша. А до 10 не би смета мене да пееш, да играш, да се весели, што е добро. Да не почнат да отварат клубови за плачење, па да се збираат тамо да плачат. Убаво да пеят, него да плачат. Те на некој му смета и преку ден музиката, ама добро, тоа е ипак една гранка кај што екзистират, нешто кај што работат, кај што народот се весели, дали било свадба, дали било игранка, нешто или вора. Пак ќе се вратам до 10 сат на вечер, би требало да нема забрана. После тоа, луѓето спијат, тивко, прибрано, да нема проблем, музиката да се стишат. Јас близко ми е Велко Омејанче, вамо во, како се вика, Триангла. Па од недела во недела свадби прават, па цела ноќ лупат. Па не ми смета. Музиката е многу сакам. И можам музика да лупа цела ноќ, ја да спием. Сакам музиката. Тој што не сака музиката, никого не сака. Пријатно и убав ден да имате. Благодарам. Секој добро и секако останете со нас да слушнете какви одговори ќе дадат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме во црвена линија сте. Тина Вака, се јавувам од една приградска населба во општината на општина Ѓорѓе Петров, Скопје. Добро. Во околината каде што живам немаме угостителски објекти, но можам да кажам дека во моментов угостителските објекти не треба да им се дава назначение толку на гласната музика. Ја мислам дека новата влада предводена премиерот Христијан Мицкоски треба заедно со управата за јавни приходи и пазарната инспекција да посветат повеќе внимание во делот на данокот, затоа што често пати во сите скопски локали, каде што одам, дали се работи за кафич, кафана, дискотека, ни се наплаќаат храна и пијалоци по цена со ДДВ, а кога ќе побараме сметката, носат сметка маркер, слип. Тоа е работен драйв верзија, некоја програма интерна. И кога ќе дојде моментот за плаќање, некој носи фискална сметка. Се става во нивна ситуација да му бара сметка. Дали име тоа сте го пријавиле да прашам? Знаете како, до сега не сме го пријавиле од една причина што немавме верба во институциите предводени од претходната влада, затоа што преку интерни канали, преку блиски пријатели, луѓето собственици на такви локали можат многу лесно да дојдат до информација кој пријава, искрен да бидам. Но мислам дека сега по промената дека владава ќе направи малку повеќе. А еве, треба ли според вас да се затвараат угостителските објекти што не го почитуваат законот за јавен ред и мир? Тина видива сега. Законот е дециден и Министерството за внатрешни работи и општините располагаат со посебни уреди со кои се мери буката на самиот објект. Тоа се фонометри кои се калибрираат во текот на годината. Доколку е гласна музиката, окей, треба да се затвори ако се конзумира алкохол и ако се служи на лица под 18 години. Така, благодарам многу за вашите одговори. Секако ќе подсетам 90 секунди е време траењето на едно јавување и секако ќе подсетам дека темата за која што зборуваме денес е всушност проблемот со гласната музика, големата бучава која што доаѓа од угостителските објекти, односно факт е дека се почесто граѓаните се жалат, а и летото е период кога нели со работа започнуваат летни тераси, така да забавата се пренесува малку и на отворено, односно на улицата.
Како и да е, постои закон за прекршоци против јавен ред и мир, кој што ги штити граѓаните од штетна бучава, односно звучно загадување. Тоа така се нарекува. Па и ве охрабрувам сите ви од каде и да ни се јавувате, да ни кажете колку сте изложени на звучна бучава, односно звучно загадување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до тебе. Баш музичарот ти се јавува. Еве, како музичар, сметате ли дека треба да има санкции за затварање на угостителски објекти кои што не го почитуваат законот? Видите, Тина, јас кога водам со точак, со песма водам до секаде. Ама надвор, не ноќе. Ноќе народот спиет. И не треба да има гласна музика. И син ми е професор по музика. Зашто му сметаш на народот. Треба да спиет и да на работа. Така е ме. Ко ќе е дење, песи, и јас си пеам по пата, кој ќе да. Ви се ќе ти се една песна. Може? Може? Може, ајде, ве слушаме. Вака. Мајко моја, Македонијо, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојта мајка Македонија. И уште едно прашање за крај, дали вам како музичар и пејач ви пречи што ви пречи гласна музика од кафеаните, угостителските објекти? Се исклучи гледачот, ќе видиме какви одговори ќе добиеме од останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тимче. Баба Руска, верувам дека сте ми во добро здравје. Да, во добро сум. Според вас, баба Руска, и ве треба ли да се затвараат угостителските објекти, што не го почитуваат законот? Да, треба да има време до кога треба музика да има. Еве, јас сум у Орман. 3 километра у Волково, ече ноќе, на тераса не се седи. Ја разбирам, песни треба да има само за крштевка, за веридба и за свадба. А не секој ден да се лучи, па има болни деца, па има болни луѓе, па има некој од работа дошол, треба да спие. Тоа е голема штета, така што прават. А и за младите ергенчиња, например, целно ќе седе, утре целно ќе спие. Па што ќе видиме од оваа младина вака? Нокни птици. Ноќе ќе по кафаните, дење ќе спиет, која ќе работа тие деца? Многу лошо ги воспитаваме. Треба да има музика до одредено, највише до 11. После треба да се прекини и казни да има. Док нема казни, тоа така ќе биде. Само казни народот наш не е културен да разбере со зборови. Ако не го изгореш со нешто, тој ќе се продолжи стално така. И за хигиената, еве вон темата. Ја не можам у град да идам од тие прлаштини векова гледам. Се чудам на што личи тоа, град ли смо, што ли смо и сакаме да идеме во Европско небе, кој не пре? Благодарам многу, баба Руска, за вклучувањето во црвена линија. Факт е дека во некои од европските земји што се однесуваат до бучава, нели, да не зборувам само за гласна музика, туку и во одредени некои населби и градови се разбира не е допуштено дури ниту туширање по 22 часот. Но како и да се навратиме во нашата земја, секој од вас еве може да предочи како е во вашиот град, место од каде што се јавувате и еве колку сте изложени на штетна бучава и дали сметате дека помагаат опомените или можеби треба да се затвараат угостителските објекти кои што не го почитуваат законот. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете во црвена линија. Вака. Јас не би сакала да дискутирам околу денешната тема, затоа што е апсурдно, мислам, да се дискутира. Меѓутоа, сакам како тема некогаш да го поставите лаењето на кучиња и чувањето кучиња на тераса. Дали комшиите имаат потреба од нивно слушање и вознемирување?
тоа е секако ќе биде следна тема, ќе ја разгледаме и секако ќе ја поставиме. Аве во однос на ова кога веќе се вклучивте во црвена линија, дали од местото каде што се јавувате сте изложени на штетна бучава, гласна музика? Се исклучи гледачката. Добро. Благодарам многу еве што се вклучивте во црвена линија за да предочите идеја за тоа што наредно следно треба да разгледува црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Овде гледач, овој пат ќе го задржам името, иначе сјавам од избеговот, това нема да го покријам. Сега, што се однесува музиката. Музиката све треба да се поштува. Него, што правиме сега, јас живам у таа населба, или село, како да го кажам, што правиме со свадбиве, со пукање. Дали тоа е галама? Јас 2 пати сум викнал полиција од двор. Доште 2 куршуми имало. Па ако треба да бирам подобро ќе слушам музика, него куршуми. Дали сте пријавиле, ве? Да. Каков одговор, каква реакција имаш? Ништо, доште чаршиски муабети и така, натака тоа години поминале. И неколку пати што сум се јавил и сум ги пратил и полицајците. Ќе отидат, ќе направат увиѓај, ќе отидат, пукањето наставува. Друга работа, што се насе до музика и галама. Што сум ја должен да некој мене буди во 4 сат? Еве ќе кажам оđата. Па ме буди у 6, па денеска у 1, па у 5. Да се разбереме тука, музика, прече да слуша музика без обзира кој е, дали албанска, или шипtarska, како да кажам, циганска, или македонска, или српска. Ќе слуша музика, а не тоа. Значи да се разбереме тука. Значи треба да промени малку и темата. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Продолжете и вие да не следите. Добар ден. Добар ден, Тина. Ке мора малку погласно. Добар ден, Тина. Добар ден, повелете. Поздрав многу до тебе. Благодарам. Посебен поздрав до Роска, која се си каза како што треба. Да ти кажам најискрено, првиот гледач рече дека убаво е да се слуша музика, ама вика тие што не сакаат музика, не сакаат и луѓе. Значи не зборуваме ние уопште за музика, за сакање. Значи јас толку ги сакам луѓето и музиката ја сакам, ама па не сакам навечер Тина некој да ме буди. Мене ми се случува сега некогаш комшиите во куќата, значи не да пуштат музика, туку гласно разговараат до 3 сабајле. И тоа мене многу ме пречи, ме буди. Тоа не значи дека секој го буди, некој има лесен сон, некој не. Така да, јас би направила од прилика да биде пристојно ете до 11 часот, а затоа е после ноќта за спиење, нели? Треба да се размисли, значи, може би тој што сака да се забавува, нему му е малку до 11, но можда треба потивко да се пушта, не знам како да кажам, секако ќе бидат едните задоволни, едните не, ама па секако е ноќта створена за спиење, нели? Ете, јас имам мањак на мелатонин и не можам да заспием. И замисли само што ќе заспием, некој мене ќе ме разбуди со викотници. И што сум направила, после па никако не можам да заспиам. Дали сте правиле, дали сте пријавувале за вознемирување, бучава? Не сум пријавувала, јас сум викнала од прозор, комши, ајде малку потивко. Вие сте реагирале така? Да, така, Тина. Да, поздрав многу. Голем поздрав и до вас. Секако ќе ве потсетам, почитувани, да не заборавите ако нешто сакате и да додадете дополнително и да земете активно учество во денешната дискусија, односно за темата за која што зборуваме токму со вас, можете се разбере и преку коментари, споделувања на социјалните медиуми. Кога сме кај социјалните медиуми, доволно е да се разгледа Facebook и да се увиди дека горе-доле скоро секојдневно корисниците на овој медиум имаат статуси каде што читаме за поплаки од гласна музика, непревземање, деност, сето тоа ги изложува граѓаните на немир, слободно ќе кажам, и неможност да бидат подготвени за своите работни обврски следниот ден. А еве како изгледаме во меѓувреме, односно како изгледа нашата објава на нашата Facebook страница Црвена линија.
Прашуваме треба ли да се затворат угостителските објекти што не го почитуваат законот. Ајде да видиме кого ќе вклучиме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Ево таму од каде што се увате, имате ли мака со гласна музика, екстремна бучава работа? Нема у моја близина, мако сум на периферија од Насогот, од центарот на Насогот. Така да немаме проблем, али јас сум за да законот што го спомнувате на територијата на цела држава функционира, а не само на одредени делови од државата, а другите да дивеат да прават што сака. Значи, еден период тој бегалка на Будимпешта што воведе закон за пушење у затворени простори и чуда муабети, па се знаеше јавна тајна беше дека у Кондово, у Арачиново, у Дебарскине, Тетовскине, села таму крај, па и у самите според вас градови. треба ли да се затвараат угостителските објекти кои што не го почитуваат? Види сега, саглам држава, значи треба да се поштујат закони и треба да се затвора ако прави зулум. Ама бидејќи кај нас нема држава, дека ова е анархија тука. И сега ја гледам овие се топорат, оваа влада сега се топори дека нешто ќе направи ред. Не додека не се трне америчка чизма додека британска и Европска унија, се до тогаш има дивење и анархија и по кафани и по свет. Поздрав, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Синце. Ке мора многу погласно. Поздрав до тебе и до сите во Телна телевизија. Благодарам. Од вас побарав да бидете погласни, но еве што се однесува до гласната музика и бучавата во населени места, сметате ли дека треба да бидат затварани таквите угостителски објекти кои што не го почитуваат законот? Јас би сакала тоа законот да се спроведува како што треба, да се затвараат локалите кои што не го почитуваат законот, затоа што многу е тешко некој само што ќе заспиеш и да ти го разбие сонот. Тој што сака музика да слуша, нека оди некаде кај што нема населено место и нека пушта музика до даска. Или нека прави што сака. А да ми го нарушуваш на некого мирот, па тоа не е во ред. Затоа што секој сака да живее како што треба. А има такви млади, па и постари граѓани кои што до даска пуштаат музика. Тоа веќе не е во ред. И тие треба да се казнат и да се затворат локалите. Затоа што ако тебе ти е добро да слушаш музика, мене не ми е. Некој е може нервозен, некој е уморен, некој е болен. Така треба да водиш сметка. Што тебе не ти чини, немој на другиот да му го правиш. Така да мора да се почитува законот. Ако законот се почитува, ќе биде многу пофино за сите. Нема ни ѓубре да се фрла, нема ни музика да се пушта до даска. Секој граѓанин ќе води сметка како што е потребно еден културен. Големо благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Останете со нас, продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Еве, Охрид е во екот на туристичката сезона. Дали се справувате со премногу гласна музика, бучава? Охрид, објект во Охрид има и нема гласна музика. Меѓутоа, за мене лично, стамбен објект може да има во него фризерница, киоск за новини, за цигари и така натака. Речеме, занатски дуќани кои што не стварат никаква бука. Меѓутоа, угостителски објект во стамбена зграда воопшто не треба да постои. Меѓутоа, ако веќе постои таков објект, прва опомена, значи да не биде казнен, само опомена. Со втората опомена, минимум 3 до 5 дена да му биде затворен дуќанот, да не може да работи. Значи, сега тој господин ќе размисли дали му се исплати 5 дена да не му работи дуќанот, а да ги плаќа сите давачки кон државата, значи ќе речи поубаво да немам таа музика, значи и да имам муштери, отколку да
значи таа гласна музика да му го баремети што се вика начинот на работење, начинот на живење. Меѓутоа, ние граѓаните повеќе имаме проблем од несовесни граѓани кои што живеат под мене, над мене, до мене и така натака, тропаат во ние едно време. Скокаат, рипаат, значи во самите стамбени објекти, каде што се за живење. Пуштаат гласна музика, гласно говорат. Тие... Ке подсетам 90 секунди е време трењето. Продолжуваме, благодарам секако за тоа и што ни предочивте кои се вашите ставови во однос на темата. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Поваме од Кисела јабука, од Скопје. Така? Дали се слушаме? Да, ве слушаме, продолжи. Слушате, да. Најпрвен сакам да кажам по однос на гласната музика. Видете, сега ова гласна музика во град Скопје, Охрид, а се познати туристички места во нашата држава и нормално во екот на летната сезона да има и журки и музика, младите сакаат да излагаат. Но имаме напорака до повозрастните жители кои што располагаат со станови од под 90-100 квадрати во централното градско подрачје да дојдат во општина Ѓорче Петров, Кучково. Има по 30 евра за метар квадратен плац, да се изградат викендици. И ја мислам дека таму нема ниту мотори, ниту коли, ниту кафани, ниту бука, ништо нема да ми смета. А уште една порака имам, по однос на затварањето на локалите. Треба малце барем за град Скопје, мислам дека истото важи и за останатите градови, Тетово, Куманово, Охрид, Прилеп, Битола. Малце мислам дека треба да се влезе во трак на самите кафичи и локали, да видиме кој плаќа данок, кој не плаќа, кој работи легално, кој работи нелегално. Во Охрид на плажа 200 денари пиво скопско 0,33 милилитри, мислам дека и при тоа да не ти дава Така, благодарам и ова што го посочивте, можеме да го разгледаме како засебна тема во црвена линија. Но како и да е, денеска зборуваме за законот за прекршоци против јавен ред и мир, закон кој што ги штити, ќе потсетиме граѓаните од штетна бучева, односно терминот е звучно загадување. Сите имаат право на мирен и достоинствен живот. Како и да е, се почести се поплаќите, особено на граѓаните кои што во рамки на своето населено место имаат угостителски објекти, дискотеки, кафулиња и ноќни клубови, но како и да е, постојано има поплаки во однос на тоа што бучавата е неиздржлива, премногу гласна музика и неможност нели да се истурка ноќта во мирен сон. Како и да е, дали сметате дека треба да се затвараат ваквите угостителски објекти доколку не го почитуваат законот и вам лично како граѓани еве дали ви пречи гласна музика и секако еве би сакале токму од вас да слушнеме како е во реонот на селбата, местото од каде што се вовате во однос на гласна музика и бучава. Добар ден. Добар ден. Еве кај вас како е, дали се соочувате со... Слушај да ви кажам нешто. Ајде да ве слушнеме, Па не сум директно во телевизија. Ве слушаме, продолжете. Еве, ме слушате. Вака да ви кажам, ја имам стан во центар. На 15 метри има кафич. Значи, ќе пријавиш во полиција, ќе дојдат од полиција, додека дојдат, некој сигнализира дека ќе дојдат во 2,5 часот преку ноќ и, значи, по 2 полицајца влегуваат во станот, целата породица ја узнемират кога видат 3 саат бајле во униформа лица, тој доле ја стиша музиката. Значи, он има 60 децибела право, а пушта 150. Значи, во нормален свет има како топографи на камиони. Како да ви кажам, она прегласна музика, како пребрзо кога вози, ја вади белешката и си оди овластеното лице. Ова е закон пред 40 години.
ти се качува у 3:30 сабајле во стан два полицајца, деца да плачат. А они во меѓувреме стишат, имат своји јатаци кои сигнализираат. Значи, тој закон не треба да е таков. Така, благодарам многу за вашите одговори во однос на денешната тема. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Многу слабо ве слушам. Ало? Ке може уште погласно, уште малку? Сега во ред? Сега веќе е одлично, повелете. Па вака. Многу гласна музика не можам да истрпам. Без разлика што не сум баш со слухот 100% како некогаш што сум бил, меѓутоа сепак гласната музика ми пречи. Сега, бидејќи пречи, а има закон колку децибели треба да биде јачината на таа музика, на музиката во ресторано, тогаш не е проблем полицијата да помени, уствари или полиција или некои си луѓе, некои си инспектори кои што се по таа работа, не мора да бидат Бог зна колку јавни за секој да ги знае па да може да дојават, едноставно да видат и да ги казнат тие што пуштат толку јака музика. Инаку мене лично, ако е некоја забава или било како, ако се најдам во таква средина или кафана, кај што се пушта погласна музика, секоја гласна музика ми пречи, се тргам настрана од да не сум близко до разгласот. Значи, сакам да сум настрана, сакам да си направам муабет со тие што се намаса, да можеме да се слушниме едно друго. А да слушниме и музика, фала Богу, ама сето тоа да биде умерено. Така да ми се чини се наоѓа чарето на. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Некс платформата еве какви коментари имаше во однос на темата за која што зборуваме. Росана напишала: никој не е надлежен за гласна музика од бирти, никој не е надлежен за трки со мотори и коли во ниедно време, никој не е надлежен за палење депони. Не знам дали некој новинар некогаш ќе се осмели да ги следи парите и да објави точно со име и презиме кој маќар од хаосот. Па еве, во однос на она што досега можевме да го слушнеме, дали сметате меѓу другото дека токму ете оние клубови, се разбира угостителски објекти кои што се препознатливи по тоа што имаат гласна музика, атрактивни музички гости и така натаму, можеби и локацијата е погрешна, можеби подобро би било да бидат во населено место, така да еве да видиме што ќе кажете во однос на тоа и дали воопшто треба да бидат затварани доколку не го почитуваат законот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ведач од Гостивар. Како е во Гостивар по ова прашање? Пеко. Пеко. Хаос и Пеко. Па вака, угостителските објекти се отворени за да имат музика, ако нема музика нема гости. Меѓутоа, грешката и пропустите се во тоа што при издавањето на дозволи треба да се види дали тој објект има звучна изолација градено во себе или не. Значи, не е проблем од музиката, него има други пропусти. Сега на народот што им сметат од било кој поглед, тоа е друга работа. Проблемот со колите, со мотори без ауспуси, урвање по улици, кај што не може да се замине ни преку улица, ни да се излезе во град, тоа е нерешив проблем, али ова со објектите најголем проблем е што инспекторите и инспекцијските служби земаат плата за спиење. Затоа што никој не излегуваат и ако излегуваат ќе си касна, ќе си пивна таму и ќе заминуваат и никому нищо. Значи грешката не е до угостителските објекти, нема законом не се спроведува, дали од национална база, дали од партиска база, значи хаос е од сите страни. Во Гостивар надлежните реагираат ли на поплаките на граѓаните? Никој ништо не реагира. Имаше случај, кажа и на Фејсбук, на таму некоја пицерија имало некој тровање. Зашто не ги кажувате и вие исто? Благодарам многу. 90 секунди напоменуваме време трајањето на едно излагање, но и
секако ќе ги охрабрам сите оние кои што дополнителни 90 секунди сакате, секако можете да го завртите повторно телефонскиот број. Оно што е интересно во категорија на звучно загадување или штетна бучава, се почесто се зборува не само за угостителските објекти, туку и токму за движењето на моторите низ главните улици. Па еве, Апаш напишал, ако еден ден добијам функција, има тоа моторите да ги забранам со закон, со европско знаме, има да го донесам. Интроверт му одговорил, полиција ако не дојде 3 пати, дозволено ти е да превземеш мерки. Како и да е премногу галама, премногу бучава, без разлика од каде доаѓа, дали од забавата во угостителски објекти или можеби од забавата на некој од станарите, прегласно зборење, гласно турирање на мотори, сето тоа спаѓа во бучава. Па дали сметате дека се превземаат мерки и секако сакаме да слушнеме каква е состојбата реално од таму од каде што се јавувате по однос на темата за која што зборуваме денес. Добар ден. Ке мора многу. Добар ден, Љупчо, вие ли сте? Да, јас сум. Да, добре, Тина, ја не би ги затворил угостителските објекти, ја би ги затворил тие што им даваат дозвола за работа. Таму лежи проблемот со оваквото со гласната музика од локалите. А што се однесува за што го спомнавте моторите. Па на времето ќе ти кажам 86-7 година, ние полицајците возевме мотори од 600-700 кубика, а тие што ги бркавне возеа мотори од 500 кубика. Ама денеска возат полицајците од 125 кубични сантиметри мотори, а тие што бегаат возат од 1000 кубика. Па кажете ми како сакате да ги сопрат. Некој ја деградираше полицијата. Да не зборам за Скопје, посебно сообраќајната станица за полиција, што требаше да биде најопремена на време како што беше на времето. Немој да барате кривица, барете во врвот. Така и за гласната музика. Ајде да ми кажете кој инспектор пред да даде употребна дозвола за некој локал, отишол со фонометар да мери дали може била звучна изолација на објектот. Или дали во прописот стои како треба да изнесува некој угостителски објект ако се отвора во градска средина или во место на живење. На времето, ќе ти кажам, пошто мине брзо времето, се отвараше еден локал Бели Мугри, таму на мислам Трубарево беше. На газдата, пошто беше тази вратена шведска, му барава цела нива да купи паркинг да обезбеди, а не за оракото. За паркинг место се беше проблем, не му дава употреб. Благодарам за јавувањето. 90 секунди, повторувам, немавајте на времето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, треба да се казнуваат прво, казните треба да бидат зголемени, парични. Ако тоа не функционира, нормално дека треба да се затворат. Се знае до колку и колку гласна музика треба да се пушти во тие објекти, како што рече и Љупчо, треба да се знае каде, на кое место може да се отвори угостителски објект. Меѓутоа, што да правиме со тие што не се угостителски објекти, што се семејни објекти, кои ќе ви го стават, не го стават тие, не го прибираат куќето на 1 метро под прозор, па дење ноќе која ќе лае и која ќе се собере чопор од улица Кучига 20, тоа е дено-ноќно со години, не еднаш. Мислите, кога ќе пиштат деца што проаѓаат по улица и жени кои ќе плачат од куќата што лае, што да им правиме на тие? Или пуштиле музика комшиите, они слават, секојдневно слават. Па ноќе до 12, па рефлектори ви светат во прозор, па баш им е гајле дека не може да седите, а не да спиете, кога мајката урла по 5 годишно и 10 годишно дете во 3 саат ноќе на улица. Па еве, дали сте пријавувале како станари? Дека сте... А каде да пријавам? Каде? Кога моторот ви го палат на 3 метра под прозорот и го турираат ноќе во 4, или во 3, или во 1 ноќеска? Или колата пуштена јачи музика, девојки се смеат во 4 сабајле? На кого да јавиме? На родителите на тие несовесни деца да ги речам? На кого да јавиме? На оние кои што треба да го спроведуваат. Па ја откажам која му е мајка на тоа дете или свири сирената од 2 саат ноќе. Така, благодарам многу еве и за ова што предочевте. Гледате дека во рамки на тоа звучно загадување не спаѓаат само гостителските објекти, туку низа се разбира проблеми со кои што се соочуваат граѓаните.
Како и да е, останатите граѓани еве кои што бараат мир, секако се со причина да си обезбедат добар сон и можност нели следниот ден да бидат функционални. Но еве да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас сум Волонија. Да, повилете, малку и погласно. Ево, ја ви се јавувам во врска со угостителски објект, со овие чебапчунец. Отварање до самата куќа, до самиот влез, до самиот прозор отворено и кога чебапчуницата кога работи цел ден од 7 до 12-24 часа, работи и цело време ме димари. Кога одам до општината, тоа е вика урбана средина и нема проблем, вика ја појдов таму, гледам дека добро во границите на дозволеното било димање. Ама таа отешла еднаш, отешла во моментот кога тие тука дали ќе димат или не, и како од тие ќе добијам услуга? Кого? Сметате ли дека треба да бидат затворени угостителските објекти што не го почитуваат законот? Па треба да биде затворено, не само да биде затворено, него да се води сметка како се отвора. Какви дозволи се даваат? Како дозволуваат да отворат? Како им дозволуваат да отворат? Така, еве, благодарение на вас, граѓаните, односно гледачите, доаѓаме сега и до поставување на прашање дали може би треба исклучително да се внимава зашто и каде се доделуваат дозволи. Голем дел од граѓаните го предочија тоа како круцијален проблем во однос на тоа што нели се почесто се соочуваме со бучава и нерушување на јавниот ред и мир. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Угостителските објекти нема да ги затворам, доколку јас се прашувам, но контролата треба да биде огромна, тие што го спроведуваат законот, инспекторатот треба да одговара за тоа, бидејќи тие дозволуваат на секаде неред и бучава, како што вели законот, токсично, звучно однесување или какво е звучно загадување. И ние сме многу креативен народ и на многу начини звучно се загадуваме. Некои уживаат со мотори, некои пијани во доцни часови, страшно силна музика, отворени прозори на автомобилите. Ако живеете на улица и близу до улица, секако сите сме реметени на тој начин. Ми пречат исто така и молитвите во џамиите. Диво изградени џамии, ја живеам од раѓање во Скопје и знам колку џамии имало порано, сега ги вникнуваат како печурки на секаде, тие се диво изградени џамии, дури и каде што нема албанска популација. И наврвот огромни звучници. Исто така и тие треба да бидат санкционирани. Секоја почит на верата, ама верата се практикува внатре и во тишина, а не гласно. Благодарам многу и вам за вклучеството во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ке ве замолам и вас погласно. Јас не знам на секој гледач поединечно, најверојатно. Денеска гледачите ми се тивки, а зборуваме за гласна музика. Добар ден. Најпрво да честитам победата на председателот Никола Груевски и новата влада. Дали може да се навратиме на темата? Ова е за граѓаните, ова не е за политичарите. Знаете како, гласна музика во лето, јас не знам што ги чуди овие граѓани. Дошле од приградските, без да ме сватат погрешно, дошле од приградските средини, да речам од падините на Маврово, на Шарк планина, на Осоговските, на Малешевските, од едни, да речам, убави села за живење. Дојдени се, купени имаат станови на булевард Партизански одреди, на Јане Сандански, и сега на нив малци им е чудно што на тие булевари се движат мотори. Знаете како, во селата ги нема моторите
и на нив имам осет, тоа чудно. Јас мислам дека не треба да се дава посебно внимание на тоа. Тоа трае месец, два, три, во текот на зимскиот период. Знаете како Скопје мала, фала Богу, изминативе неколку години ништо не направија претходниве власти по однос на загадувањето. Во тој период нема движење, нема бука, тогаш ни смета нешто друго. Знаете како, нашите граѓани научени се све нешто не им чини, ова не им чини, тоа не им чини. Доста беше, јас мислам со лошите работи. Мислам дека треба да се посветиме малце кон иднината, кон Европската унија. Зарем ова го нема во Берлин? Дали ова не се случува во Париз? Дали, не знам, ете во останатите европски престолнини нема гласна музика? Нема буча? Така, благодарам многу. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден и убав ден, Тина. Најубав ден и вам. Ви благодарам и ве поздравам. Вака, јас си се представам како стар угостител сум бил, една деценија сум работел во угостителство и да ви кажам, после факултетската клупа отворив ресторан. За да отвориш еден ресторан, знаете ли дека регистрацијата како ја правеа во бивша Југославија? Да ви кажам, врз место положбата, зона, ја во центар сум живеел со свој објект, меѓутоа затоа што имам влепенка до мене куќи, тие не ми дозволија да имам ресторан со жива музика. Све е тоа зависно од решението што ќе го добијат. Угостителскиот објект е широк поим. Дали е тоа кафич, пицерија, ресторан или ресторан за свадби, како може во центар кај што е Пелистер да му дадам да работи ресторан за свадби со музика. Тоа не е. Имаат право граѓаните да се жалат што се однесува до тоа, натрупани се со објекти, така да не може или клуб да направиме некој со естрадни уметници во центарот на Скопје или на плоштад Македонија или негде кај што има згради изградени. Нормално револт е кај град. Тие сега во летниот период има дозвола до 1 час, од 0,1 мислам, а сите работаат до 0,4. Од кој аспект не сакам да говорам и ниту сакам да навлезам во инспекцијското работење. Тие нека си работаат и нека работаат. Меѓутоа многу е битно кое решение ќе го дадат за која дејност. Угостителството. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Полека додавме до времето да ги погледнеме и рекламите. Време е да погледнеме како се одговори на Instagram стори анкетата. Денешното прашање беше дали ви смета гласна музика од кафеаните, кафулињата и ноќните барови. Да видиме дали ќе можеме да покажеме всушност како изгледа тоа на Instagram стори. Уште еднаш подсетување за следете не, учествувате во новите анкети. Еве, дали ви смета гласна музика од кафеаните, кафулињата и ноќните барови? Со да одговорија 65%, со не 35%. Како и да е, ви се заблагодарувам на сите вас кои што земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија, но истовремено ве канам да бидете активни учесници во најгледаниот квиз Заврти на Телма.